На Џо Бајден, синот американскиот председател, му се заканува затворска казна до 25 години за прекршување на законот за оружје. Ни за реакција по одлуката на судот. За демократите пресудата е доказ дека судството функционира. За републиканците тактика на замајување. Во живо во дневникот го вклучуваме нашиот колега од Гласот на Америка Игор Стефановски. Игор, кога се очекува судот да ја изрече казната? Поздрав од Вашингтон, Сузе. На безмалку еден месец до председателските избори во ноември истекува рокот за изрекување на пресудата против Хантер Бајден, син на председателот Бајден. Тоа е обврска на судиката на окружниот суд на САД во Делавер, Мерилен Нориека, инаку номинирана од поранешниот председател Доналд Трамп. Поротата го прогласи Хантер Бајден за виновен поради лажење на федерално лиценциран продавач на оружје, лажно тврдење дека не бил корисник на дрога и нелегално поседување на пиштол 11 дена. Тој се соочува со казна до 25 години затвор и парично до $750,000. Но со оглед на тоа што нема историја на прекршување на законот, малкумина верува дека тој ќе ја добие максималната казна. По одлуката на поротата, председателот Бајден од Белата куќа се упати кон Делавер за да го види својот син Хантер. Тој на аеродром во Вилмингтон се прегрна со Хантер Бајден и семејството. Друга улеснителна околност во случајот на Хантер Бајден може да се смета тоа што не го користел оружјето при извршување насилно злосторство. Одбраната тврдеше дека во време на извршувањето на делото тој не користел дрога, но тоа не помина во суд. Игор, колку случајот со Хантер Бајден ќе се одрази на председателската кандидатура на неговиот татко Џо Бајден? Бајден како татко веднаш изјави дека го поддржува синот. Како председател, останува на гласачите да решат. Околностите се секако интересни. На 5 месеци до председателските избори, по Доналд Трамп прогласен за виновен во судски случај и синот на Бајден. Државата не била во ваква ситуација. И Хантер Бајден и Трамп тврдеа дека биле политичка жртва. Трамп го застапува ставот дека пресудата е наместена, а Бајден го прифати исходот од поротата против неговиот син. Професорка по право на Универзитетот Џорџ во Вашингтон, Викторија Нурс, тоа го толкува како плюс за Бајден. Различноста на потенцијалните кандидати може да биде поголема, вели таа. Едниот сака да го крене во воздух судството, другиот го почитува системот. И кај медиумите се забележува разлика во известувањето. Некои го потенцираат исходот со акцент на вината, други ставот на актуелниот председател. Каква одлука ќе донесе судиката и колку во случај ќе влијае на изборите во ноември, останува да се види. Сузе? Игор, благодарам. Игор Стефановски од Гласот на Америка известуваше кога судот ќе донесе одлуката за Џо Бајден, синот американскиот председател, прогласен за виновен поради лажни тврдења.